Денеска во мултикултурниот центар во Кочани се одржа настан во рамки на кампањата за унапредување на стручното образование во организација на Министерството за образование и наука. Кампањата учи паметно, работи стручно и формирањето на дуалните паралелки во двете средни училишта во Кочани даде позитивни резултати, а во истата се вклучија голем број приватни компании, изјави градоначалникот на општина Кочани Лјупчо Папазов. Во средното општинско училиште Лјупчо Сантов е воведена нова хемиско-технолошка струка, во која е воведена дуалната паралелка за хемиски лаборант техничар и веќе постоечката струка економија, право и трговија, воведена е исто така дуална паралелка на бизнис администратор и двете во соработка со неколку компании во општината. Во средното општинско училиште Ѓошо Викентиев се застапени 3 дуални паралелки во веќе постоечките струки: електротехничар за електроника и телекомуникации во соработка со Amphenol Technology Македонија, електротехничар енергетичар во соработка со неколку фирми од Кочани и Виница, и струката машинско-енергетски техничар, дуална паралелка за техничар за производно машинство во соработка исто со неколку локални компании. Со поддршката на Министерството за образование и наука и можностите на средните училишта се прави обид за надополнување на нови струки и профили, се насочува кон целта за создавање кадри кои вредно ќе одговорат на локалните потреби на нашите компании, кои пак со приемот на ученици би добиле поефикасна работна сила, кои сами би ја обучили и брзо би ја внеле во производниот процес. Оваа учебна година со воведувањето на дуалните паралелки во средните училишта во општина Кочани се покажа дека се има голем интерес за истото. На трибината присуствуваше и градоначалникот на општина Виница Миле Петков, кој исто така ги презентираше резултатите од формирањето на дуалните паралелки во средното училиште во Виница. Спроведувањето на образование во дуални паралелки во стручните училишта овозможува развој на креативен и навремено обучен квалитетен кадар, кој како таков ќе се вклучи во производните процеси. Квалитетното образование за реалните потреби на компаниите значи развој на општеството во целина преку зголемена вработеност на кадрот, создавање на квалитетна работна сила, развој на економијата и подобрување на квалитетот на животот во целина, бидејќи основен двигател на едно општество се токму производните капацитети. Сакам да истакнам дека јас како градоначалник на општина Виница и локалната самоуправа на општина Виница со своите расположливи ресурси и можности секогаш ќе придонесуваме за развој на образованието, бидејќи тоа е нашата иднина. Државниот секретар во Министерството за образование и наука Анита Трпевска зборуваше за унапредувањето на средното стручно образование. Диалогот втора година поред го реализираме со директна поддршка од амбасадата на Швајцарија. Токму како резултат на овие средби, што МОН ги воведе минатата година на ниво на држава, отворивме вкупно 97 дуални паралелки во кои се запишаа 1400 ученици, а претходно беа само 11 паралелки на ниво на држава. Исто така, за да ги поттикнеме младите да се запишуваат во стручно образование, целосно ги променивме политиките за стипендирање. Од учебната 2021-2022 година, секој запишен ученик во дуална паралелка добива месечна стипендија од 3500 денари. Воведувањето на дуалното образование во двете средни училишта во Кочани од оваа учебна година ги даде првите позитивни ефекти. Во средното општинско училиште Лјупчо Сантов има отворено 3 нови стручни образовни профили на кои се запишале 136 ученика, а во средното општинско училиште Ѓошо Викентиев е обезбедено стручно образование за вкупно 314 ученика. Во Виница пак покрај постојните насоки се отворени уште 2 со вкупно 109 ученика. Диалогот помеѓу МОН и надлежните институции во областа на образованието, градоначалници и представници на локалните самоуправи, бизнис секторот, представници на средните училишта и меѓународни организации во рамки на кампањата учи паметно, работи стручно и во насока на креирањето на уписната политика за учебната 2022-2023 година.